Кате, добро утро. Каква е ситуација, Кате? Добро утро. Има ли гужва, Па се и- создаде ли гужва од луѓе кои што не знаат, од автомобили кои што не знаат, па и поддржувачи нели на штрајкот? Што се случува во моментот во автокоманда на влезот на главниот град? Да, како што и рекоа, велат ке им го блокираме патот на работа на пратениците и министрите, порача од Сојузот на синдикати на Македонија и остваруваа денеска утрово од 7 до 10 часот на првата сообраќајница што се однесува каде сме, нели Александар Македонски се спојува заедно со 16-та македонска бригада. Навистина беше тешко и на телевизиските екипи да стигнат овде. Значи најавен на штрајкот, има многу полициско обезбедување, нели, или луѓе кои што полицајци кои што ги им велат на луѓето, нели, дека треба да отидат на друго место или да го сменат својот правец на движење, некаде од Саеме веќе не може да се помине натаму кон овој булевар, нели, Александар Македонски, па да се дојде овде до автокоманда. Имавме убаво искуство, многу возила, многу сообраќај и многу метеж, но што е тука е Сојузот на синдикатите на Македонија останува на своите барања. Тие велат така ќе биде се до 1 јули, а потоа се новите одлуки, нели, односно 18,4% колку што им следува. Дарко Димовски е со мене. Добро утро, може ли добро утро да биде ова? Па се надевам дека оваа недела ќе почне со едно добро утро, каде што ќе бидеме сериозно сватени во намерите и потребите и неопходност на оно што го бараме, согласно тоа што денеска не очекува нова цена на струјата, цените во продавниците гледаме не се намалуваат, двоцифрена инфлација и понатаму, значи ова што го правиме на вистина неопходно и на ова македонско сонце денеска, ние ќе ги кажеме уште еднаш нашите барања, 2806 денара од 1.7, како и враќање на изгубеното право регрес во јавниот сектор. Ако направиме ретроспектива наназад, нели, 1 мај беше денот кога, нели, да, на работникот и денот кога ви кажа дека ќе ги има тие 2806 денари, или не бевме сериозно сватени ние сите, или не свативме ние сите убаво. Па како што велите вие, убаво се сеќавате, на 1 мај дојда вице-премиерот и нашата министерка за труд и социјална политика, каде што рекоа дека не е проблем за 2806 денара, само се чека ребаланс на буџетот и тоа работа ќе биде средена. Еве до ден денеска не е средена, ние бевме пред владата во четвртокот, тие истите министри не искочија да не поздрават истото да ни го потврдат, што значи ние продолжуваме понатаму, бидејќи во моментот сметаме дека е тоа неопходно. Но како што велите вие, од 1.7, доколку тоа не го добиеме, не благодарам, ние согласно закон ќе бараме 18,4% и од септември ќе почнеме не само да тужиме владата, туку и да бараме разрешување на одредени министри, па и владата вклучително во незе. Истото важи за градоначалниците, каде што нема да успееме, бидејќи таму подобро ни иде работата во локалната самоуправа и одредени директори на институции како и јавни комунални предпријатија, општо предпријатија. Така. Кога сме кај тие градоначалници или нели општини или градски предпријатија, нели јавни предпријатија, кои се луѓето кои што имаат слух? Тоа е опозицијата, па сега ќе ве наречат, порано ве нарекуваат дека сте ССМ на власта, а сега ССМ на опозицијата или како да работи? Да, ССМ е само на работникот и на никој друг, тоа го докажавме, недела неработен ден, минимална плата од 18.000 денара и истата да не може да се намали под 57% од просечната плата во државата. Ова се резултати само за оваа година и сега го збориме ова линеарно, солидарно зголемување на платите го бараме и верувам дека ќе согласат, бидејќи како што кажувате вие, во општините имаме и од опозицијата и од власта, каде што градоначалници и директори више се одазва на нашето барање. Преговараме во моментот да уште на повише места, затоа и денеска ненамерно е овој протест или револт на раскрсницата до 10 часот, бидејќи потоа имаме закажени више со одредени директори и градоначалници средби, каде што ќе објасниме на кој начин треба линеарно да го спроведат согласно правилниците за плати, дали колективен договор и така натаму. Да. Но морам да ве прашам, дали има некаква најава да се видите со министри, со некој од власта? Они не гледаат секојдневно пред институциите, пред владата, пред собранието, еве денеска пред раскрсницата, нека повелат, нека не викнат, знаат каде сме, а иначе до сега нема ништо таква најава дека некој ќе не биде повикал за ова што го збориме, а знаете, се збори цело време методологија, никој не ја ни поднел како барање, нити ни ја поднел да видиме, а ние нашето барање е јасно и поднесено до сите вклучително и владени представници, министри, градоначалници и директори. Беше кажано од министрите, нели, од Ренчевска слушнав дека вели не е ова решение на проблемот, ова е само акутно решение. Не треба да биде така. Што е решението?
Па не знам, ја не се ја прашувам, ние викаме, она вика анхок решение. Да, ова моментов неопходно решение кое сметаме одма. Не гледаме друго решение на масата, предлог за решение на масава, туку само си ќутиме и си кажуваме преку вас медиумите дека ова не е решение. Па каде е решението? На народов решение покачување на струјата од 1.7, а не покачување на платите. Ако е тоа решението, а не е, не знам што да кажам, треба не се да прашате. Сојузот на синдикати на Македонија колку членови брои, колку се луѓето кои што стојат за овој протест? Штрајкот значи првен изразување на незадоволството за време на работното време на работното место. Но не може ние како носители на овој штрајк да седиме во канцеларија да чекаме на сите членови тоа да го направат. Како први луѓе на Сојуз на синдикати на Македонија се одлучивме на ваков облик за изразување на незадоволството, да бидеме видливи и ние како претседатели во Сојуз на синдикати на Македонија, вклучително и вработените како и поддржувачи наши кои денеска баш не се на работа, искочивме да види работникот дека навистина се бориме рамо до рамо сите заедно и целта е више видлива бидејќи како што видиме ќе продолжи ова. Ова нема да застане така и не се откажуваме од нашите пари кои ни ги ветија и треба да ги подпишеме уште утре за да ги земеме. Така, до попладне ќе, ако нема никакви состаноци со властите, ќе одлучите која ќе биде следната раскрсница, која што да им кажеме на гледачите евентуално која ќе биде следната сообраќајница на која што ќе треба да заобиколуваат. Во 12 часот бидејќи утре требаше да иде комисија за ребаланс на буџетот, но гледаме денеска во собранието е одложена бидејќи имало утре согласно политичкава сложена ситуација, има некои европратеници гости и таа е одложена дали за четврток и петок, но ќе биде објавено на веб страната на собранието на Македонија. Ќе видиме во 12 часот што ќе имат објавено и согласно активностите кои ќе ги има комисијата за буџет, така ќе ние ќе действуваме. Наша цел е баш дента кога ќе се одлучува пак по предлог амандманот на Сојуз на синдикати на Македонија, пак да застанеме пред собранието, да ставиме нолку столчиња колку што имаше и минатиот пат во таа комисија за финансирање и буџет и да ги поздравиме оние пратеници од власта кои не поддржаа и да им кажеме дека еве сме тука, повелете, дигнете против работникот ако не ви е срам и бидејќи сте вие избрани од истиот работник. Да. И за крај само да им кажеме на сите оние кои што не гледаат дека итна медицинска помош, полиција, противпожарна, што друго се пропушта? Полицијата, противпожарните единици, војската и на секој што ме е неопходно, ние сме солидарни, ние го правиме ова за македонскиот народ, за македонскиот работник. Ние сме денеска тука на ова жешко сонце, но ќе истрпиме, а све она што е потреба во интерес на граѓаните и на работникот, ние сме тука и сигурно ќе ги тргнеме барикадите доколку има потреба од тоа. Да, и самите бевме свидоци дека на едно возило од итната медицинска помош му излеговте во пресред. Ви благодарам за ова линковско вклучување и само да им кажам на гледачите, нели дека се наоѓаме на првата раскрсница за која што секојдневно ви зборуваме дека е гужва, но овој пат нема гужва, има протест. Значи има штрајк на ССМ, тие велат дека вака ќе продолжи се до 1 јули, а од 1 јули ќе одат со она што им следува 18,4% изголемување, линарно зголемување на платите по зголемувањето нели на основната плата во Македонија. Ете толку одовде Александар Македонски и 16-та македонска бригада се блокирани од Сојузот на синдикатите на Македонија, така ќе биде денеска се до 10 часот.